Иако годините натежнале врз неговите плеки, Чичко Дуле Павловски Шнајдер на 82 години, се уште простуми и секојдневно 5 децении ја плете својата животна приказна со иглата и конецот во битолската чаршија. Некојаш тука се шија костуми по последна мода, а сега останаа карпачките работи. Но ете, во дуќанчето се уште зрачи некоја аура, оттргната од виорот на времето, кој ги однесе речиси сите занаетчии. Нема занаетчии, тоа не даде можност државата да јаве сега сите младите побегна и тоа е. Иначе сега занаетчија единствено јас што работам поредка, овие сите што има отворено дуќани не се ни занаетци, не зна ни да работат. Овие младите што треба да работат, еве јас работам нонстоп со работа, кром, прекројувам, сите, тие сакат да со седење, продавачки, кому ќе продават? Дека гаснат занаетчиските предизвици на некогашните мајстори и тајфи заедно со нивните судбени спомени, сосема случајно деновиве такви драматични моменти долови објективот на нашата камера, каде што се спуштаа кепенците на последната ковачка работилница. Стебнато ми е многу, не оди работа ништо. Државата малку направи за да ја спаси оваа дејност од пропаѓање, не согледувајќи ги искуствата од Германија и Холандија, кај кои занаетчиството е значаен стопански лост, а младите заминуваат во еден правец. Неки има шанси да се оправи чаршијата како што треба да види, затоа што полека гледате сами и вие, секојдневно присутно ние, младите ги немаме, ни бегат, а работа нема како што имаше порано, ние како знаејќи имаме премногу работа, мада и многу дуќани бевме, али имаше и побарувачка денес и мораме да кажеме дека и градот доста е празен. Со традиција од 2 века, битолската чаршија остана со највозрастните занаетчии, кои се бројат на прсти, а самиот факт што барем стотина и повеќе дуќани се под катанец, заокружува една мрачна слика која се слива во општото сивило.